Екипа од 9 ученици и 2 ментори од 19 до 21 јануари ќе учествуваат на меѓународниот натпревар по роботика во Белград, каде во конкуренција од уште 20 на тимови од Србија ќе ги презентираат своите достигнувања во оваа напредна технологија и иноваторство. Надпреварот во First Lego лигата по роботика е организиран во два дела, од кој на првиот ќе биде презентиран проект од областа на хидрологијата, а на вториот практичен дел екипите ќе ги покажат практичните достигнувања и креации во роботиката. Денес сме тука собрани учениците да го презентираат делот од надпреварот, т.е. проектот на кој што работеа истражувањата. Темата на проектот на нашите ученици е искористеноста, т.е. неискористеноста доволна на геотермалните води. Учениците направија нивни самостоен проект и направија истражување и дојдоа до идеја дека со помош на повратната вода од геотермалната вода е идеална за одгледување на алгата спирулина, која што е една од најкористените алги во медицината. И они направија истражување дека со многу мала инвестиција или никаква инвестиција ние можеме таа вода која што се враќа повторно во бунарите да ја искористиме дел од неа, тоа е само 1% од неа и со тоа да ја одгледуваме самата алга спирулина. Да, ние ќе се представиме со проектот кој што говорев сега и другиот дел од надпреварувањето е робот гейм или мисии кои што сите ученици од цел свет ги работат истите и се надпреваруваат со истите мисии, со остварување на тие мисии. Опремувањето на кабинетот по роботика во Средното општинско училиште Гоша Викентиев, подготовките на учениците и учеството на овој меѓународен надпревар, кој е прво од нашата држава, го возможи Ротари клубот од Кочани и Виница. Кочанската екипа, покрај големите очекувања, ќе има прилика да собере значајни искуства од нивните врсници од Србија, кои во оваа напредна технологија се отидени далеку понапред.